Соседски недоразбирања поради користење на дел од улицата Јаким Стојков во Штип ескалираат во сериозен проблем. Семејството Коруновски тврди дека трпи закани по живот, се чувствува несигурно, поради што стигнале до психијатар. Најголемиот проблем се случи минатата сабота, кога јас и мојот сопруг добивме закани по живот. Значи дека во темно некаде ќе не начека комшијата и дека ќе не лиши, значи ние сме животозагрозувачки, значи ние се плашиме веќе за нашиот живот, меѓутоа и за животот на нашите деца. Ние имаме мало дете кој оди на училиште и се плашиме дали тој ќе го начека, а има и куче во дворот, може кучето да му го пушти. Значи ние не знаеме како да се заштитиме од нив. Дејан Коруновски, сопруг на Емилија, вели дека станува збор за узурпација на јавен простор. Они мислат дека тој им е двор, па може да паркират како сакат и кога сакат. И обично јас за да излезам со мојата кола, мора да тражам да ги молам за да излезам и после тоа треба да ги молам за да се вратам назад. За Коруновски, решение на проблемот до овој момент нема, иако тврдат дека во добрососедски дух се обиделе сите недоразбирања да ги надминат. Што понатаму, како понатаму, во кој правец ќе се оди? Планираме судски. Значи мораме прибираме документација, значи ние веќе бевме во полиција, на психијатрија, значи ние сме вознемирени со препишена терапија, значи ние веќе сме целосно уништени, нервно расстроени, значи од него, од неговите закани. А како сметате понатаму да има разрешница за? Не знам како ќе се реши случајот. По судски пат најверојатно. Телевизија Стар се обиде да разговара и со соседот, поради кој се мотивирани недоразбирањата, но денеска во посечената куќа немаше никој. Доколку прозваниот сосед мисли поинаку, Телевизија Стар ја остава можноста својата вистина јавно преку нашата телевизија да ја раскаже и тој.